денес да ги проучуваме Божите зборови заедно со проповедта насловена како послушност и жртва. Принесувањето жртва може да се смета и за обожување. Иако е важно да се извршува обожавањето на Бога, во 66 книги од Библијата е напишано дека послушноста кон Божјата реч е од најголема важност. Ако ја изоставиме послушноста од вистината на Новиот Завет, патот на вистината не може да се оствари или исполни. Обожавањето што ни го дал Бог е исто така на вистина важно. Се вели, послушноста е подобра од жртвата. Но некои погрешно го толкуваат тоа и мислат, дали тоа значи дека жртвата, односно обожавањето, е непотребна додека сме послушни. Тоа не е случај. Не е ли напишано во книгата Прво Коринтијани? Во нашиот живот на вера, овие три остануваат: верата, надежта и љубовта. Но, ако треба да ја изберете најважната работа, најголемата од нив е љубовта. Дали ова значи дека ако имаме љубов, не ни требаат вера ниту надеж? Тоа не е вистина. Заедно со верата и надежта ни е потребна и љубовта. На ист начин, обожавањето е дел од поголемата слика за послушност. Да го погледнеме Матеј, поглавје 7 стих 21. Не секој што ми вели, Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува волјата на мојот Отец Небесен. Напишано е дека оние што ја исполнуваат волјата на Отецот, односно волјата Божја, можат да влезат во вечното Царство Небесно. Со ова, не можеме ли да разбереме дека Исус научи како да станеме деца на Сион кои живеат живот во послушност кон сите учења Божји, како и кон неговата света волја? Дополнително, во следниот стих, не научи ли тој дека правењето нешто што е против Божјата волја е бесмислено? Стих 22. Мнозина ќе ми речат во оној ден: Господи, Господи, нели во Твое име пророкувавме? И зар во Твое име демони не изгонувавме? И нели во Твое име многу чуда правевме? И тогаш јас ќе им кажам: никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене вие што правите незаконски дела. Послушноста кон Божјата реч е најскапоцената карактеристика на нашата вера. Тие си мислеа: јас пророкував вака и правев знаци и чуда. Дури изгонив многу демони во името на Исус. Значи, дефинитивно можам да одам во рајот. Сепак, во тоа време, Исус јасно им изјавил: никогаш не сум ве познавал.